Во оваа битка ќе победиме ако сме искрени до крај. Ако го извлечеме најдоброто од себе, ако не се штедиме, ако ги заборавиме личните и партиски интереси, ако народот и државата ги ставиме на прво место. Почитувани граѓани на Крива Паланка, јас знам, целосно сум сигурен дека овде во вашата општина го најдовме вистинскиот човек за предводник во таа битка. Во подолг временски период наназад, од разни страни од Паланечко, ми доаѓаа информации дека постои една личност со огромен углед и авторитет. Чесен, одговорен, сериозен, скромен. Дека го знаат и почитуваат сите, и него и неговото семејство. Дека кога тој би ја прифатил кандидатурата за градоначалник, тоа би било чест и гордост за цела Крива Паланка. Но во исто време кај сите беше присутен сомнежот дали покрај таква успешна кариера, покрај таков мирен и спокоен живот, тој би се согласил да влезе во една ваква жестока политичка битка. Спроведовме истражувања, направивме и повеќе анкети. Покажаа дека тој човек има поголема поддршка од граѓаните отколку сите други кандидати заедно. Побарав да се сретнеме. И што ми кажа? Председателе, имам златна струка, доктор специјалист. Имам ординација која успешно работи. Имам многу пациенти кои ме почитуваат и кои јас ги почитувам. Во политиката никогаш ниту сум мислел, ниту сум сакал да влезам. Ама ова што ни се случува не е нормално. Ова време не е обично време. Чувствувам огромна одговорност да направам нешто, да помогнам работите да се сменат кон подобро. И затоа прифаќам да бидам кандидат за градоначалник на листата на Социјалдемократскиот сојуз. Горане, ти благодарам. Не само затоа што прифатиш, туку и затоа што си пример за многумина други. Пример за одговорност и пожртвуваност, за храброст и решителност. Ти посакувам успех и победа. Знам дека Крива Паланка во тебе ќе добие градоначалник со кој ќе се гордее. Вистински домаќин и татко на градот.